Добар ден на сите. И ви посакувам среќен Великден и великденски празници на сите. Да си поминете убаво, да не се опивате многу, да не бидете пијани, да бидете трезни за Великден. Великден е ден кога луѓето не треба да бидат пијани, треба да бидат трезни. Пошто, нели, како кажува историјата или легендата, Исус Христ на тој ден воскреснал, нели? А и за тоа се вика Христос воскресе. Ваистина воскресе, одговарат луѓето. И затоа немој да бидете пијани на овој ден. Него бидете трезни и убаво да си го поминете. Него, јас за друго нешто сакам да ви кажам, пошто сега, нели, во Република Македонија ќе има предвремени парламентарни избори и се кандидирав. Се расплашав доле во штабот на партијава и ми ги кажа сите услови што треба да ги поседувам. Јас тие услови сите ги поседувам. Се. Од школа до се друго, сите услови ги поседувам и се имам кандидиран. Предизборна активности се више во ток. Сега се во моментот штампање плакати. Плакатите се штампаат во штампарија, тие ќе бидат модерни, тродимензионални во HDR 3D димензија, кои ќе може да ме гледаат и од позади, не само од напред, нели? Вака кога ќе вртиш наоколу бандера, ќе гледаш тродимензионално, као ја да сум тамо, нели, директно одма. Тие плакати ќе бидат најнови, тоа се платени од мои пари, од джепот, нели? Кампањата сам си ја финансирам, не сакам луѓето да даваат пари за кампања како што даваат на овие СДСМ, на ФМР, што ти знам, на СДП, на коли има Учка, не знам више ли јас сам колку партии има, тоа не е ни битно, него битно е да ги победиме, нели, да добиеме ние сега и да владееме со Република Македонија како треба да се владее, да бидат луѓето задоволни, да имаат се што им треба, сите ветувања што ќе им се ветат да им се исполнат на луѓето, нели? Не можеш ти сега да им ветуваш на луѓето, ја ниви ќе ви давам овдека, ја ниви ќе ви давам ондека, ја блокови ќе ви давам, и на крајот кога ќе победиш, на луѓето не им даваш, вика ова не може, ај ќе ви дадам ваму устрање, а вода нема и после фолиите ќе се осушат. Не бива така. На луѓето треба да им се вети што можеш да им дадеш, што можеш да им земеш, што не можеш да им дадеш, не им даваш, нели? Ако има нешто да продадеш, ќе си продадеш, ќе си ставиш парите у джепот и ќе си ќутиш. И пак им обикаваш на луѓето, еден мандат да истерам, мене доста ми е, ќе се средам за цел живот. И баш ми е гајле после што сакат, вика ако после вика ќе ги изгубиш изборите, многу ми е гајле ако ги изгубам изборите после. Даде еден мандат да ја да издржам, па после кај ќе ми биде крајот, ќе одам, ќе ја купам Индија со индијанци. Со индијанци ќе ја купам Индија, толку ќе украдам пари. Само еден мандат да ми се падне, ќе видиш. Има да земам кредити. Џомити ќе градам брани, џомити ќе градам хидроцентрали, џомити ќе градам патишта, џомити ова, џомити она, и проекти у ММФ, само зимај пари и после ќе вракат на брат ми децата, внучињата ќе вракат, а ја ќе си уживам вамо у Индија, ќе купам слонови, ќе купам едно 20 слонови. Камили исто да не ти кажувам, камили ќе купам, лав ќе купам, лав ќе купам, да, лав, и ќе го офарбам жут да биде лавот, скроз како тој што е на знамето, македонско знаме, јас жив ќе купам лав и ќе му ставам круна на главата, ќе
ќе се облечам како Александар Македонски, така, знаеш, биде тоа се оригинал да биде, нели, како што е кажува историјата. И ќе бидам македонец голем, ама во Индија, не во Македонија. Оти Македонија немаш кај да ги пасам лавовите и слоновите, иначе би ги донел и во Македонија. Знаеш, сега е многу лесно, ама тешко му на народот доле. Не дај Боже да ги фати болест некоја пиперот, сега ќе се избесат, ќе се истроват. Таман пред борба, сега нели пред берба, ако го фане црвикот, хајде, ќе отиде. После нема ни ајвар, ни пинџур, ништо. Тоа е тешка работа. А ова за изборите е многу лесно. Сега ќе дојдат увеличени овие партиите и ќе гледаш, почнуваат улици да прават, почнуваат да прво ќе ги сменат лустерите на уличните, ќе им стават улични светла да им светат малце, да им го заматат мозокот, знаеш, да им се свети, дека темно било, ноќно време не виделе кај се оди, и они сега ќе ги сменат светлата и тоа ќе се биде се оригинал, нели. Тука имат во план сега да делат и по 2 вреки брашно, тип нуларица, тој најубав лебот, многу растал, кој ќе го месиш тоа, тепсијата се полнела скроз до горе, разбираш. Такви биле многу убави, сега ќе им дават такви. И луѓето се многу задоволни ќе бидат од изборните резултати, оти секој ќе му победи неговата партија. Разбираш, сите сега ќе гласат, више се спремаат и колите, нели, колите за носење луѓе на гласање, оти ќе се вработи некого сега, ќе го вработат некого да работи, например, во Скопје, во железара да работи, да носи вреки таму, ете, партиско вработување ќе биде тоа. И сега за тоа он ќе им биде зафален на партијата и со колата ќе ги носи старите луѓе горе у школото да гласаат за својот председател, што после тој председателот ќе краде. Разбираш, ќе ги краде истите тие гласачите што ќе гласаат за него, он ќе ги краде за да им зафали за тоа што му дале поверење, нели? Така ќе гласат кај нас. Јас се извинувам, нема да гласам, пошто мене ќе ме гласат. Ја нема да гласам, а мене ќе ме гласат, ја ќе бидам таму на листата и ќе ме гласат. Што да крадат они, кога можам ја да крадам, ја тука ќе ги доносам парите у селото. Нека ме гласат мене. Имам селото да го направам да биде джам, стакло. Има дискотека да направам, насред село дискотека да направам. Со сите овака на 360 степени има врати да направам. Кај сака да испадне таму? Ако е пијан, испаѓа у реката директно. Ако е трезен, испаѓа на другата страна. Како сака, така врати ќе им отворам и автоматски да се отварат вратите. Ете, видиш, сите изборни, мислам на земјоделците, на нив без поговор, на нив ќе им дадам олеснувачки работи и кредити под поволни услови да си купат механизација. Да си купат, нели, трактори големи, да купат атомизери големи, да купат ротофрези големи, нели, агрегати, обавезно агрегати мора да се купуваат, оти вода треба да се терат нагоре на пошмркот. Разбираш? И агрегати ќе имам во план да се купат. Сето тоа има да се купи. Ама селото ќе го дотераме да биде чисто, не вака да изгледа да ти е грас како сега, нели? Овие од градско будали од општината ставиле табли таму, огласни плочи. Што ќе му огласна плоча таму, тоа е не чини. Па ова ставиле, па она, па вода ставиле, чешма ставиле на сред село. Кај го се купира тоа местото таму на сред село со чешми? Некој му е стребна чешма таму. Ке му ставил, па ставил тваму кај тоа бурето на тони чешмата, кај може ке ја чади тука, ке се чади тоа, ко чадилник ке изгледа. Заживи срамови, не му е срам на председателот на општина градско да става чешма, место чешми ние имаме у селото, што си ставил чешми таму? Што не ставиш ондека, еве на пример да ставиш канти за ѓубре, а не буриња, нолкави буриња и запалија цело село, смрди орли носи. Канти за ѓубре да ставиш, преседатели ондека, големи контейнери и да фрлат луѓето ѓубрето ондека, а не да ги палат.
испалија се живо. Не ти е срам. Пак ќе гласат за тебе, ќе видиш. За инат. Оти не правиш ништо, пак ќе гласат. Сега ќе им кажам ја, да видиш. Пак ќе добиеш избори. И тоа изборите ќе ги добиеш со многу гласови сега. Сите ќе гласат за тебе. Сите. Сите, и земјоделци, и неземјоделци, и работници, и неработници, и пензионерите, и они ќе гласат за тебе. И они, ќе им кажем и они да гласат за тебе. Ето, сите ќе гласат за тебе, ич, мака да немаш ти си загарантиран уште еден мандат. Да чека да видиме тука на раскрстата дали има некоја денеска да работи. Некне имаше една работиш. Рано беше, ама денеска нема. Мајката. Не е дошла денеска. Не е дошла, не и плакат редовно и ја нема. Него, што сакав да ви кажам? Ето тоа се што сакав да ви кажам, ви кажав во кратки црти. Ако ме изберете, после ќе ви кажувам, насред село ќе ставам бина, голема бина тука, и ќе ви кажувам се. 2 дена има да седам таму и 2 дена да ви кажувам, да оправдам платата, да нели што ќе зимам плата, да оправдам, а не само така да зимам плата без да ви кажам ништо. Ќе ви кажам се што имам у план да направам, се што имам у план да реализирам планови и во земјоделието, во системот за надводнување, во електриката, во се живо, а нема да ви кажам што ќе украдам, тоа е само ја ќе знам. Сега и тоа не се кажува, па тоа е греото да кажеш, ќе му кажем јас ја ќе ти крадам и он утре ќе си го пази. А вака не ви кажувам, знаеш, тоа нека биде изненадување. На крајот ќе видите. После мандатот ќе се видите, нели, куќа голема, ово, оно, игралиште пред двор, базен ќе си направам тука за пливање, вака да се учат децата да пливат тука тенис ќе играт, в тениско игралиште исто ќе направам тука во селото. Бидете поздравени и гласајте за кој мислите да гласате. А најдобро би било да не гласате за никој, пошто за кој да гласате, сите ќе ве крадат. Или таа старата, ако ја памтите, вика вака: сјаши курта, да узјаше мурта. Па сега за кој да гласате, газот ти е позади. Врти се како сакаш, таму ти. Ајде, чаос, па до следните избори.